На раскрсницата на булеварот Вилсон во близина на метростаницата Кларендон се наоѓа познатото кафуле Northside Social во Арлингтон, Вирџинија, кое се прилагодува на новите услови и прописи за работа во време на коронавирус. People have been supportive and been still coming, so it's been nice. Ранди Милтон е генерална менаџерка на кафе барот Northside Social. Is this the new normal? I hope not. I think that the biggest challenges are making sure. Се надевам не. Мислам дека најголем предизвик е персоналот да се чувствува безбедно, но и муштериите. Го модифициравме отворениот простор според прописите од гувернерот. Што значи тоа конкретно? You can have 50% capacity on your patio and only on your patio. Тоа значи дека може да имате 50% од капацитетот на надворешниот простор, да продолжите со нарачки за достава и за носење. Засега не се дозволува седење во затворениот дел од кафе барот. Откако ќе замине гостин, веднаш зајакнати мерки за дезинфекција. Тука ги најдовме Розарио и Еластино од Аргентина, кои веќе една година живеат во Арлингтон, а работат во Вашингтон. Велат, не стравуваат од вирусот и ја користат првата можност да се напијат кафе на отворено, да уживаат во сонцето. I think it's a new normal and as long as stores follow protocols. Ова е новата нормалност и ако се почитуваат прописите, прекрасно е да се ужива времето надвор. Се чувствувам безбедно. If you are in a risk group, within a risk group, you should stay home. Ако сте во ризична група, треба да останеме дома. Но ако сте млади и здрави, може да излезете. Некои други ресторани во Арлингтон примаат нарачки само на отворено. Други пак, веднаш до менито, укажуваат и на потребата од поголема хигиена. Животот со или без заштитни маски полека се враќа во нормала. И тоа незапирливо во Арлингтон. Иако, за жал, за многу бизнеси не значи и подобри денови. Превисоките кирии за изнемување и тримесечните рестриктивни мерки за седење дома го зедоа данокот со клуч на врата. За некои помали услужни бизнеси, но и поголеми, кои постоеле дури и со години на исти локации. Сепак, и покрај предизвиците, дали за нарачка преку интернет за носење дома или чаша вино или пиво на отворено, жителите на Арлингтон ужива во долго очекуваните летни мигови на отворено. Вака изгледа засега социјалното дистанцирање во Вирџинија. Меѓутоа во следната фаза 30% од капацитетот на вежбалните, но и базените ќе може да отворат. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Арлингтон, Вирџинија.